Бушави глави! Јас сум Никола Давидов од Скопје, професионален пилот. Па една од најубавите професии што може човек да ги сака, поготово мали деца, нели сите сакаат да летаат авиони, да бидат пилоти и ја имав среќа да ми се оствари таа желба. Моментално работам во авиокомпанија приватна, имаме авиони, си летаме. Бушави глави, бушави, 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 бушави глави. Банкомат е кога некој ќе побара пари и ќе му даде. Банкомат е кога ќе ја ставиш картичката и тој ќе ти даде пари колку што имаш на картичката. Банкомат е како една машина и таму се зема пари. Банкомат е една машина што ни дава пари колку што имаме на сметката. Банкомат е кога имаме пари на картичка и на картичката ќе треба да го напишеме и ќе ја ставиме во банкоматот, ако имаме пари ќе ни ги дадат. Банкомат е нешто од каде што извлекуваме пари и во кој дел од денот тој ќе ни даде пари. Банкомат е една железна машина што ни дава пари колку што имаме на сметка. Банкомат е кога бараш пари, тоа ти дава. Тој банкоматот брои најточно од сите. Јас с мојата картичка наплатувам. Банкомат е една машина која ќе дадеме една картичка и таму пишува бројче колку треба да ни дадат и банкоматот толку ни дава. Зашто ние имаме картичка и треба да го напишеме пин. А ти ако сакаш повеќе, а не можеш. Но не може колку сакаш, само колку што имаш на сметката. Родителите ја подигаат платата на банкомат и секој месец се изимаат од таму пари. Ако немаме пари, ќе дојдеме друг пат. Тоа значи дека не ни префрлиле плата. Например, можеме и на полнок да извадиме пари од банкомат. Тој секогаш работи. Банкоматот е препун со пари. Во банкоматот мора да има пари за сите луѓе. Само мораш претходно колку пари ти требаат. Тој ќе ти каже дали може да ти даде толку или не може. Од банкоматот не можам јас да земам пари и да го дадам. За да му дадам на банкоматот пари, морам да одам во банка. Ние можеме да проверуваме и некогаш дали имаме пари и немам. Банкоматот не може да ни даде колку што сака. Ни дава толку колку што имаме на сметка. Кога ќе се потврдат парите во банкоматот, ако ние сакаме да влеземе, не можеме да земеме. Да дојде директорот и да стави. Банкомати се поставува во банка или пак на некој места каде што многу луѓе доаѓаат. Мораме да ја внесеме нашата шифра. Без неа немаме пари. Понекогаш може и банкоматот да се расипе, да и тоа што и не дава пари. Тој не може да сгреши да ни даде помалку или повеќе. Тој служи само за да ми дава пари. Ако нема пари, мене ми е тоа проблем. Банкоматот не може да ни даде пари кога не ја знаеме шифрата. Тогаш тој ќе се блокира. Ако немаме, тој ќе ни каже нема пари. И потоа ми сме се обидуваме. Тој банкомат работи секој ден и секој ног. И празнично работа, ама некој работат. Никој не доаѓа кога чичкото става пари. Зашто може некој крадец да му ги украде парите. Банкомат многу ми се наоѓа во животот, поготово последно време.
секогаш да не се носи кеш, тоа е автоматен машина која што ја има во сите градови во светот, каде што може да се ставиме картичка, да се извадиме пари, оно колку што ни треба од банкоматот, без разлика во која земја патуваме, таа валута која што се користи, си ја вадиме од било кој банкомат и така. Имаме коса, немаме чешел. Ние сме бушави глави. Имаме планов де да започне цел свет од почеток. Никаде нема ваква екипа. Бушави глави. Само ти ни фалиш и сите до еден, да бидеме најдобри, најумни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играјучи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Никола Тесла, Пикасо и Валди. Се бушави глави. Може не знаеш нешто, ке научиш се што лесно како се прави. Имаме радост, немаме тага. Бушави глави. Побрзи сме ние од брзата храна. Ние сме најздрави, најсилни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играјучи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Имаме коса, немаме чешел. Ние сме бушави глави. Имаме планов де да започне цел свет од почеток. Еден пишува книга, друг свири гитара. Сите сме бушави глави. Некој сака филм, некој сака театар. Ние сме откачени, посебни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играјучи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Интернет трговија е кога од интернет ќе купиш некој, ќе платиш нешто, ќе нарачаш. А после ќе ти го донесат, ти ќе платиш толку колку што треба. Пишува и на компјутер. Интернет трговија е значи, преку интернет и работиш таму, што може да си купиш нешто преку интернет. Интернет трговија е кога седиш дома и купуваш, ама преку компјутер. Интернет трговија е кога не мораме да купуваме надвор, а само да порачаме на интернет и ќе ни стигне за 2-3 дена или сата. Интернет трговија е кога преку интернет бараме некоја апликација, ако нешто ни се допаѓа и што се продава, може да се продаде. Например, преку Avon, као мајките што прават тоа гледаат, преку весници и списанија, такви некои списанија што пишува, можеш да купиш и колку пари и го бараш тоа на интернет и гледаш колку е цената, ама треба да знаеш англиски за да ако од странство, од далечно место
или од друго место што на пример не се разбираш, зашто со англискиот јазик скоро сите знаат англиски и затоа се пишува. Треба да знаеш англиски за да можеш да се купиш. Интернет трговија е кога преку интернет порачуваме некој мебел, компјутер, различни работи. Дури може и гардероба да нарачаш преку интернет. Плаќаме преку компјутерот, преку Google и после гледаме колку се цените и нарачуваме. Бидејќи може таму има една слика на тоа што го сакаш и плюс ти ја покажува цената на десната страна од компјутерот. И ти ја покажува цената кој дали е скапо или не. Бидејќи се купува, тие компјутери што имаат како кредит у нив и пари што имаат. Ако немаш интернет, не можеш да го купуваш. Да, тоа што го порачуваме на интернет го плаќаме. Го плаќаме со дигитални пари. Нема секој човек такви пари. Тие што се богати имаат, а сиромашните немаат дигитални пари. Не е баш сигурна трговија. Брзо се пазарува, ама ризикот дали е голем, не знаеме дали ќе го погоди. Знаеме дека е тоа сигурна продажба, затоа што пишува колку пари и ние знаеме и колку пари имаме. Ако е ефтина, ќе стигне за еден ден, но ако е како многу далечно место, ќе стигне како еден месец или 3 дена. Пожелно да знаеш англиски, бидејќи ако не знаеш англиски, нема да купуваш. Да, тие се поскапи пари од обичните. Интернет трговија, тоа е модерен начин на продавање и на купување на производи преку интернет. Значи си седиш дома на компјутер, си гледаш слика убава од производот, ја гледаш цената, си го нарачуваш, си плаќаш со картичка, си оставаш адреса и поштарот по пошта ти го носи дома тоа што си го купил. Децата не можат сами да купуваат, може само во присуство на родител, бидејќи децата уште немаат картички за плаќање. Бушави глави. Тоа е некој човек што работи во банка. Банкарски службеник е некој што работи во банка. Банкарски службеник е човекот што работи во банка. Банкарски службеник е некој што работи во банка. Банкарски службеник е човекот што работи во банка. Тој многу знае математика и е многу богат. Банкарски службеник е тој што работи во банка и им дава на луѓето пари. Неговата работа е да дава пари. Како што јас сакам, кога ќе пораснам да одам во банка и да бидам банкарка. А може да биде и службеничка. Тој е облечен во кошува и одело и изгледа многу представително. И сигурно има петка по математика. Исто така и на луѓето му даваат него пари. Или некој што работи на шалтер во банка. Тоа мислам дека е малку лесно да одиш во банка да работиш. Жените почесто работат во банка, бидејќи тие повеќе учеле математика. И исто така жените што работат во банка се многу дотерани, затоа што тие земаат многу пари. Ако работи на шалтер, брои многу пари, но тие пари не се негови. Тие пари се на банката.
тој човек има многу пари. Јас не знам дека сега сум мала и поголемите знаат како се работи во таа банка и како им ја дали им ја лесно или не им ја лесно. И посебно ако доцнат со плаќање на кредит. И полесно ги бројат пари. Тој но зема поголема плата. И по цел ден бројат пари. Тој брои јадници, денари во ден и мора многу добро да знае математика. Јас мислам дека ако броиме цело време пари, ќе биде тешко. И затоа му е многу тешка работата. Можеме да сгрешиме понекогаш кога ќе ги броиме парите. Тоа е нешто што ја не би сакал да бидам, но многу ги почитувам. Тоа се вработени луѓе во банките кои служат на општото добро, нели, на општеството. Пред се, тука се да нудат финансиски услуги за нашите потреби. Да речеме, кога би сакал да отвориме некоја сметка во банка, дали е штедна или за некои трансакции, кога би требало да платиме некои пари за трансфер, или пак да си ги платиме сметките, да речеме. Доста луѓе взимаат кредити, да речеме, затоа мора да отидат без обрадот на банкарски службени, пред се. Практично за се што се однесува финансискиот дел од нашето живење, банкарите се тука да ни услужат. Нормално имаш банкари што работат на шалтер, имаш што работат, не знам, со повисоки нивоа за кредити и така натаму, но генерално би им се обратам на децата дека доколку го сакаат да бидат банкари, треба добро да знаат математика. Тоа е многу битна работа пред се. Да се љубезни, тоа е должност на еден банкар, како и на секој работен, да биде фокусиран, концентриран и да биде услужлив пред се. Имаме коса, немаме чешел. Ние сме бушави глави. Имаме планов де да започне цел свет од почеток. Никаде нема ваква екипа. Бушави глави. Само ти ни фалиш и сите до еден да бидеме најдобри, најумни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Никола Тесла, Пикасо, Вивалди. Се бушави глави. Може не знаеш нешто, ќе научиш се што лесно како се прави. Имаме радост, немаме тага. Бушави глави. Побрзи сме ние од брзата храна. Ние сме најздрави, најсилни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Имаме коса, немаме чешел. Ние сме бушави глави. Имаме планов де да започне цел свет од почеток. Еден пишува книга, друг свири гитара. Сите сме бушави глави. Некој сака филм, некој сака театар. Ние сме откачени, посебни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Бушави глави.
Bušavi glavi! Кога купуваш нешто на каса да ти ја дадат сметка што си купил, колку пари дадеш. Фискална сметка е кога ќе ни даде сметка од која нешто ќе купиме, за да знаеме што сме купили. Фискална сметка е кога од продавница ќе купиш нешто и ќе видиш колку пари си потрошил и што си купил. Фискална сметка е сметка што ни дава пари. Фискална сметка е кога ќе купиме нешто во продавница и они, ако сакаме, продавачите ќе ни дадат фискална сметка. На фискалната сметка пишува колку пари сме потрошиле и што сме купиле од продавница. Го пишува датумот кога сме пазарувале и на која каса сме плакале. Фискална сметка е кога одиме во продавница и купуваме нешто. Кога одиме на каса, мора да ни дадат фискална сметка. Тоа е обврска на продавачката. Едно бело лијче што ни го даваат на каса, заедно со секусурот и таму пишува на кој ден е, како се вика продавачката и колку пари потрошила. Фискална сметка е нешто во продавница кога ќе купиме, продавачките да ни дадат сметка. Фискална сметка е кога одиме во продавница и ќе купиме нешто и тогаш ги даваме парите и ни даваат фискална сметка. Мислам дека не може да ни ја сгрешат сметката да ни наплатат повеќе, но мислам дека може да ни наплатат помалку. Важно е они да ни дадат фискална сметка и кусорот за да знаеме колку сме платиле. Бидејќи ако не ни дадат ќе не избркаат од работа. Тетката што работи на каса мора да ти даде фискална сметка, иначе нема да знаеш колку пари си потрошил. Да, ние треба да ги чуваме фискалните сметки. Бидејќи ако продавачката нешто погрешила, да одиме да се побуниме, да не ги врати парите. На неј се пишува колку пари сме потрошили и што сме купили и во колку часот сме пазарувале. Таму не можат да те излажат. На неј се пишува продавачката како се вика и колку денари сме потрошили. Продавачката мора да ни даде фискална сметка, а на фискалната сметка пишува колку пари сме потрошиле и името на продавачката. Чичката или тетката мора да ни дадат фискална сметка. Ако не ни дават фискална сметка, ќе не знаеме колку пари е тоа што сме купили. И дома кога ќе се вратиме, мораме да кажеме колку сме потрошили. И ако не ти даде газдарицата, ќе ја казни. Бидејќи газдарицата мора да знае што продала она денеска. И исто така и на фискалната сметка го пишува името на продавачката. И ако ти наплатиле повеќе, треба да ти вратат. Не може да ни излажа. Тоа се води од компјутерски и компјутерот не може да сгреши. Фискална сметка, тоа е нешто што кога ќе одиме по било каде да тргуваме, што мора продавац да ни го даде, ако не ни го даде, имаме право да не платиме или да пријавиме тие што не ни дадоа фискална сметка. Бушави глави. Мојата порака е до сите деца да искочат малку повеќе надвор, да се играат, да се дружат, да искористат додека се млади, пошто кога ќе завршат школо, кога ќе завршат обрски, тие детски, доаѓа еден живот каде треба многу да размислуват и мислам дека треба да искористат секоја минута од детски живот да уживат. Bušavi glavi! Предизвикот за денеска е да се преправам дека сум професор по балет. Леле.
buševi glavi.